Троица лажои, чита Александар Станојков. Си биле троица другари што се со лага живееле. Се зборувале еднаш да ручаат еден тежок ручек како на некои гости, а арно туку сите троица си немаа ниту поскршена пара. Думаа е сапија како да направат без пари да направат еден тешок ручек. Ти беа скроиле еднио една риба да донесит, другио масло, а третио леп. Отишол едни у еден рибар и купил една риба орицка за 25 гроши и го помолил рибарот да му го пушти калвичето да му ја однеси до дуќаното деќимо, за да му дајат парите и бакшиши на детето за носењето. Го пуштил рибаро калвичето и кога дошле до дуќаното деќимо, влегол внатре лажот и му рекол неќимо да му клаите една окна на сина му за да му се олесни малку, чујќи детето било малку мерак, та се едно што зборувало: "Дај ми парите, не играј со мене, не зборуј така од тие страмота." Чујќи многу пати така му се мераклајсувало и со окната што му ја клаале, селјамет му било, доколку пари му чинело ќе му плател, само тој да не биде тука кога ќе му ја клаваат окната, чунки бил многу жалослив и не можел да слуша плачот сина си. Та колку пари му чинело, ќе му плател и ќе му надплател. Излегол надвор лажот, од која го измлагал еќимо и му ја зел рибата од калфичето, та го внесол во врата за да му и дајт парите еќимо. "Ела, момче, ела," му рече еќимо, "помени задрафа, собој ги гајчите да ти клавам една окна за да ти се олесни." "Море дај ми парите еќим баше за рибата, да тие зборои што ти ми и велиш, не ти прилегаат на староста твоја." Пак еќимо му рече тие зборои, детето му одрече. Најпосле се налутило детето и си отишло кај мајстора си. Од која му раскажало за еќимо што му велел и како му велел, му отишол рибарот заедно со калфичето. "Заошто еќим баши не си му дал парите за рибата на детево и си му зборал странни зборои што не ти прилегаат на твојата чест? Дај ми 25 гроши и за рибата што ти ја зеде измеќарот." "Море, братко, ни измеќар имам," му рекол еќимо. "Ни риба сум зел, туку тој човек што ти ја зел рибата и тебе те излагал и мене. Да ој ми си со здравие, ти зијан стори од рибата, а јас од саламурата што ја правев за окната." Од кога се разбра рибарот со еќимот и излагал некој лаж, си отиде рибарот. Вториот лаж зел едно ѓумче, клал во ѓумчето еден сунџер и отишол во еден бакал да купил масло во ѓумчето. Во плаќањето се скарал лажо со бакалот, чунки наполу сакал да му плаќа, ѓоа така разбрал и му го истурил назад ѓумот и си отишол. Го извел сунџерот и го истискал маслото. Третиот лаж леп беше зел со лага од еден симиџија. Беше го оставил на една врата од една бања да го почека, дури да му изнесат од дома пари и беше си излегол низ другата врата. Симиџијата може уште да чека за пари да му изнесит лажот. Од кога донесол третиот лаж леп, пошли у еден меанџија и му ја дале рибата да му ја сготви на турли манче. Курдисаа да пијат од најскапата рачија, да јадат од најскапите мезиња, посакаа од најубавото вино. Јадоа, пија, дури му втасало, без да се мислат оти пари никој немал. "Меанџи," му свикале на меанџијата, "те молиме, ако не го пратиш калвата еден час да ни го донеси тесапот." Брго, меанџијата му го пратил горе во одајата калвата со есапот. Од кога го виделе есапот, постигнал првиот в пазуа, ѓоа да го вади кесето да плаќа. Му ја ватил раката вторио и не го остил ѓоа да плаќа. "Зошто, пријатели, ти да плаќаш? Чекај, јас ќе платам," му рекол. Едно постигнал вториот в пазуа, ѓоа тој да плати, го грабнал третиот за рака и тој не го остал да плати, ами тој сакал да плати. И така не се оставаа ниту едниот да плати, ниту другиот. Најпосле дојдоа до еден збор да му и врзат очите на калвата и кого ќе вати тој да плати. Таман, си рекол, ете така бидуат. Од кога му и врзале очите на калвата, беа си слегне по скала и збогум беа му рекле на меанџијата: "Со здравје, пријатели," му рекол меанџијата. "Со здравје, бери ќатвар сум, пак заповедајте."
Од кога го почека меанџијата калвата да слези, му свикал: "Море, ај калва бре слегуј, што преиш таму вез ден?" "Еве мајсторе, ќе слезам дури да ватам некого за да ми платит." Го изело змија меанџијата кога чу тој збор од калвата. Беше се сетил оти го излагале. Отишол горе во одајата и кога го гледат калвата со врзани очи, кај туку вртел околу зид. Колку беше влегол меанџијата, беше тропнал со нога и чул калвата оти тропна човек, му се пуштил и го грабнал мајстора си со обете раце, велејќи: "На тебе те вати, сега ти ќе платиш." Со булоштилокот твој јас ќе платам, ами кој? Лели си се излагало тие тројца лажи што те надлагале и очите ти врзали си избегале. Кога чуле муштериите што беа вдуќани и друзи луѓе од сокак, што беа натрчале да го видат калвата со очите врзани, за кој да вател, тој да плател, сите се смееле и се чудиле на ѓаолштината од тројцата лажуи. Само меанџијата и калвата не се смееле, ами се карале, оти се излагале за да се изгубат парите за што јале лажоите.